Вие гледате попладневни вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Сојузот на синдикати ја блокираше улицата пред Стопанската комора. Тие им порачаа на газдите дека платите се мизерни, далеку од минимумот за достоен живот, што довело до постојано иселување на нашата младина. Председателот на Стопанската комора Слободан Трендафилов на почетокот на протестот им порача добро утро на сите, освен на работодавачите, како што тоа го направи и пред собранието во однос на пратениците. Тој им порача на работодавачите дека нивната понуда за зголемување на платите од 6000 динари се уште е отворена заедно со задолжувањето на владата од едниот во другиот джеб да ги плаќа придонесите на тие вработени за зголемувањето. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Слободан Трендафилов синоќа реагираше на снимките кои ги објави пратеничката од владеачката ВМРО ДПМН Дафина Стојановска, на која може да се видат и неговите деца. Трендафилов се пожали дека е уценуван и ги повика надлежните институции веднаш да преземат мерки. Денес премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање за обвинувањата на лидерот на Сојузот на синдикати, порача дека господинот Слободан Трендафилов ја испуштил шансата да биде над ситуацијата и пратеничката Дафина Стојановска, која треба барем да добие извинување. Загрижен сум од нивото на култура. Трендафилов ја испушти шансата да биде над ситуацијата и како загрижен родител барем така да се представуваше, да има барем попристоен речник, затоа што сепак станува збор за жена, за мајка, рече премиерот. По неполни 8 години на функцијата, председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски денеска поднесе оставка, дознава Дојче Веле. Бислимовски утрово со писмо го информирал председателот на собранието дека се повлекува од функцијата на која за прв пат беше избран во јуни 2018. Бислимовски во оставката не ги наведува причините за повлекувањето. Одлуката не сака да ја коментира ни тој, ниту неговите соработници. За причините засега може само да се шпекулира, доколку се има предвид дека вториот 5-годишен мандат на Бислимовски завршуваше во јуни 2028. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад преку писмено соопштение потврди дека председателот Марко Бислимовски утрово го известил собранието дека поднесува оставка од функцијата председател на РКЕ. Македонската царинска управа се уште не може да утврди како и од каде камионот со 5 тони канабис ја преминал границата со Србија. Ваква информација вчера објави српска Нова РС по повеќе од 10 дена молк од надлежните институции како марихуаната од Македонија заврши во Србија. Царинската управа врши проверки во рамки на своите надлежности за утврдување на фактичката состојба. Воспоставена е редовна комуникација со останатите надлежни институции се со цел координирано делување. Повеќе информации ќе бидат споделени по целосно завршување на постапката, велат од Царинската управа за Слободен печат. Откако беа откриени овие 5 тони на 29 јануари, директорот Бобан Николовски нема излезано со официјални информации, а оттаму велат дека во јавност ќе излезат кога ќе заврши истрагата. Двајца камионџи, едниот од Босна и Херцеговина, другиот од Македонија, вчера биле вратени од пристаништето Росток, Германија. Босанецот веднаш бил депортиран од Германија и освен висока казна добил и забрана за влез во Европската унија од 1 година и изгубил дозвола за работа. Македонскиот возач поминал само со казна од 150 евра и морал да ја напушти Германија доброволно со авион, бидејќи само 3 дена незаконски престојувал во Шенген зоната. Билјана Муратовска, председател на Асоциацијата на транспортери Макам Транс, вели дека ова е само почеток на голготата која следи, доколку возачите не внимаваат на деновите за престој. За 2 недели е најавен нов состанок на челниците на Европската унија кои треба да донесат одлуки за преодниот период пред да се донесе нова визна либерализација на транспортерите која ја бараа камионџиите.
Државниот завод за ревизија изрази неповолно мислење и за реалноста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеноста со законската регулатива во работењето на Државниот архив на Македонија за 2024 година. Во конечниот извештај, објавен на 30 јануари 2026, ревизорите нотираат системски слабости во евиденцијата на средствата и обврските, јавните набавки, платите, внатрешната контрола и условите за чување на архивскиот материјал, кој представува културно и историско наследство од посебен национален интерес. Страшна сообраќајна несреќа се случи попладнево во центарот на Сараево, откако трамвај излета од шините и заврши на улицата. Во несреќата загина девојка, а има и повредени, пренесуваат босанските медиуми. Трамвајот кој се движел од правец на железничката станица кон Баш Чаршија излетал од шините на раскрсницата во близина на Националниот музеј и завршил на патот. Според првите официјални информации, во несреќата загинало едно лице, а 2 се повредени. Грчки и турски владени представници во средата во Анкара потпишаа серија договори во рамки на 6-тиот врховен совет за соработка, со што се унапредува, како што двете страни ја нарекуваат, позитивната агенда во билатералните односи, објави Катимерини. Договорите беа постигнати за време на разговорите меѓу грчкиот премиер Киријакос Мицотакис и турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган. 10 грчки министри одржаа одделни билатерални средби со своите турски колеги во различни простории, што го одразува поширокиот напор за унапредување на секторската соработка паралелно со разговорите меѓу лидерите зад затворени врати. Норвешкиот Нобелов комитет соопшти дека го повикал Иран веднаш да ја ослободи активистката и добитничка на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади. 53-годишната Мохамади, која постојано била затворена во незината 3-децениска кампања за правата на жените, минатата недела беше осудена на нова затворска казна од 7,5 години, пренесува агенцијата Мета. Таа ја доби Нобеловата награда за мир во 2023 година, додека беше во затвор за незината кампања за унапредување на правата на жените и укинување на смртната казна во Исламската република. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ја избра својата ќерка тинеџерката Ким Џу Аe за свој наследник и следен лидер на земјата, објави денеска Националната разузнавачка служба на Јужна Кореја, пренесува ABC News. Гласините за наследник беа масовна појава неодамна, бидејќи младата Ким Џу Аe често се појавуваше покрај својот татко, придружувајќи го на високи официјални настани, вклучувајќи ја и посетата на Пекинг во септември, незиното прво познато патување во странство. Џу Аe е единственото познато дете на Ким Џонг Ун и неговата сопруга Ри Сол Џу. Шокантно видео од масовно свлечиште на градилиште за автопат во Шангај во Кина се шири на интернет, пренесува Ал Арабија. На снимката земјата одеднаш попушта и огромната дупка голта се, дури и контейнерите на градилиштето, додека работниците трчаат во паника за да се спасат. Ова беа попладневните вести на Слободен печат. Останете во добро здравје и уште подобро расположение утре. Се гледаме повторно. Пријатно.